Денес се празнува новата година според јулијанскиот календар. Со бдение, со празнична вечерна и утринска богослужба, 6-та година поред Тетовското архиерейско наместништво организира црковен дочек на новото лето Господово. Прославата во преполниот и осветлен соборен храм Свети Кирил и Методи во Тетово започна по 22 часот, кога свештенослужителите заедно со верниците го отслужија бдението со празнични вечерни и утрински молитви. Пред полноќ се произнесе свечената беседа посветена на големиот поборник за православието, столбот на црквата и големиот богословски ум Свети Василий Велики. Да останеме верни на исконското православие, да го празнуваме новото лето Господово на овој датум уште многу години, беседеше пред присутните верници старешината на соборниот храм Прота Предраг Исаевски. Во текот на бдението верниците палеа свеќи, се поклонуваа пред иконата на Свети Василий Велики. Свештенослужителите со верниците се помолија за родно и бериќетно лето Господово. Со палење на огнот точно на полноќ започна сеопштата веселба во црковниот двор, каде присутните на бдението се служеа со чај и топла ракија. Спасителот Господ Исус Христос се родил за време на владењето на Гај Јулије Цезар, затоа и прославата на новото лето Господово се слави по јулијанскиот календар, а не грегоријанскиот, потсетуваат верниците. Како православна нова година, оти православните нема што да слават пред него што Христос се роди. Тоа е на Божич, зашто велиме историјата така вели, пре Христа и по Христа. Значи, после раѓањето на Исус Христос почнува обележување на времето. Оти он се роди во времето на Гај Јулије Цезар, јулијанскиот календар, и ние го задржуваме тој јулијански календар, оти кој сме ние луѓето да ги менуваме оние нешта кои што Бог како алфа и омега ги остави. Се друго би било само едно човеко угаѓање, а не богоугодност. Со песни и чочици весело беше во рестораните во Тетовско, каде се дочека православната нова година. Првиот ден, новата година според јулијанскиот календар, е посветена на Свети Василий Велики, во чија чест се отслужени богослужби во црквите и манастирите во Тетовскиот крај и на образението на Господ Исус Христос. Добродетелите на Свети Василий Велики немале крај, им помагал на сираците и вдовиците. Архиепископот Кесариски е еден од тројцата најголеми црковни учители од 4 век, подигнал болници, домови за стари лица и прифатилишта за сираци. На денешниот празничен ден во народот познат како Василица, на домашната трпеза во кругот на семејството е питата со паричка. Вчера се славеше и во Гостивар, највесело беше во ресторанот Сајгија. Ваква празнична атмосфера карактеристична за Стара Нова година Василица синоќа регистрирахме во гостиварскиот угостителски објект Сајгија, во кој беше организирана веселба посветена на зачекорувањето во новото лето Господово, сметано според јулијанскиот календар. Во познатиот ресторан Сајгија, кој во последно време е најбаран и најпривлечен, особено кога станува збор за организирање на прослави и слични свечености по најразлични поводи, се собраа најмногу гости. Впрочем, еве дел од таа атмосфера која несомнено ги отвори, стопли и разигра срцата на присутните во овој објект. Со свое друштво во ресторанот го забележивме гостиварскиот пратеник Дарко Димитриевски. Стара нова година очекуваме во најдобро светло и на сите граѓани од православна вероисповест и ги честитам Стара нова година и посакувам се најубаво и успешна и беричетна година. Веселото расположение кулминира кога неколкумината гости кои во своите лепчиња ги пронајдува васеличарските паричиња. Околу полноќ во ресторанот влегува и поголем број маскирани васеличари, односно сураџии, кои ги наполнија торбите, им посакаа здравје и среќа на гостите и заминаа да почукаат на вратите на други православни христијани. Тропа некаде до 8-9 часот, продолжувајќи ја старата традиција пренесувана од генерација на генерација, како дел од православната вера, но и од бројните јануарски обреди и празнувања.